Добро вечер, го гледате централното информативно издание на К1, а во него донесуваме. Во знак на загинатите 21 лица во поплавите предизвикани од невремето, Македонија денеска одбележува Ден на жалост. 9 мина велешани вчера заминаа да пружат помош на настраданите од невремето во Скопје. На подрачјето кое што го покрива СВР Велес, минатиот месец загинале 6 лица. Во знак на загинатите во поплавите предизвикани од невремето кое деновиве го зафати Скопскиот и Тетовскиот регион, Македонија денеска одбележува Ден на жалост. Ден на жалост денес е во Македонија. Државата сочувствува со семејствата кои во саботното невреме ги загубија своите најблиски. МВР информира дека како последица на обилните дождови, 21 лица се починати, голем е бројот на оние кои што побарале лекарска помош. Преку соопштение владата информира дека донесена е одлука за доделување на еднократен паричен надомест во висина од 300.000 денари за семејствата на загинатите граѓани. Со одлука на влада во наредните 15 дена во Скопскиот и Тетовскиот регион на сила е кризна состојба. Дирекцијата за заштита и спасување има обврска да склучи договор за користење на градежна механизација со приватните фирми, за веднаш потоа истите да се стават во функција на кризните подрачја. Отворена е и книга на жалост. Сите граѓани кои што сакаат да се запишат во книгата на жалост, ќе може тоа да го направат денеска до 21 часот, информираат од град Скопје. Длабоки сочувства за загинатите и повредените во поплавите во Скопје пристигнуваат од сите страни. Сочувство изрази Европската унија, Германската амбасада во земјава и Грчкото МНР, како и амбасадорите на САД, Велика Британија и Холандија, како и евроамбасадорот Аиво Орав и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан преку Твитер. Екипа од 16 лица од јавното комунално предпријатие Дервен денеска замина да пружат помош на настраданите лица од невремето кое во саботата го зафати Скопје. Конкретно општина Велес во текот на вчерашниот ден испрати човечки ресурси кои делуваа во местноста Економија, а воедно беше испратена механизација со која се интервенираше. 16 лица од јавното комунално предпријатие Дервен денеска заминаа да пружат помош на лицата кои настрадаа во невремето кое во саботата го зафати Скопје. Конкретно овие 16 лица ќе бидат распределени во Смилковци. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев напомена дека општината стои на располагање во однос на обезбедување ресурси за помош. Воедно во текот на вчерашниот ден општината испрати човечки ресурси кои делуваа во местноста Економија, а воедно беше испратена и механизација со која се интервенираше. Текот на изминативе 24 часа од Велес се испратени повеќе луѓе, се испратени пумпи за црпење на вода, се испратени чамци, се испратени цистерни со вода, се она што е побарано во меѓувреме општина Велес проведува и акција во градот за собирање на хуманитарна помош, она што е најнеопходно во сегментот на хигиенски средства, на вода за пиење и сето она што може да им значи нешто од корис на жителите на градот Скопје. Јавното комунално предпријатие Дервен и вчера во погодените скопски општини испрати човечки ресурси и цистерни со чиста вода за пиење. Директорот на комуналното Феданчо Цековски вели дека во координација со градоначалникот и локалната самоуправа прават се што е во нивна моќ за да помогнат оному каде најмногу е потребно. Углавном прачаме цистерни со вода за пиење. Помагаме околу транспортот на чамците, на пумпите за испумпавање на вода. Денеска ќе пуштиме и екипа од 15 души што ќе помогнат тамо при расчистувањето на лице место. Значи не оставаме ништо на случајноста, се е со координација со градоначалникот и со општината, така да ја држиме некако работата под контрола у нашите со нашите можности и капацитети што ги имаме. Инаку градоначалникот Чадиев информираше дека општината обезбедува бесплатен превоз за сите оние граѓани кои доброволно сакаат да помогнат на настраданите во Скопје. Човечки ресурси и механизација ќе се праќа се додека има потреба, напомена Цековски. На телефонскиот број 143 400 за неполни 24 часа собрани се околу 100.000 евра.
Ова е уште еден доказ дека граѓаните користејќи оваа алатка донираат средства за помошта на настраданите. Трговското радиодифузно друштво Кабелска телевизија Телекабел на една од сметките отворени за донирање на средства денес уплати 1 милион динари. Ова нека биде поттик за секоја македонска компанија да помогне онолку колку што може, а донираат и граѓаните на отворените пунктови. Велешани уште еднаш ја покажуваат својата хуманост на дело. Општина Велес ја продолжува акцијата за собирање вода, храна и хигиенски средства за настраданите од поплавите во Скопје. Некои од граѓаните донираа пелени како и облека. Велат и овој пат граѓаните се на висина на задачата да се помогне во овие тешки моменти. Нешто по телефоните, нешто со средствата ќе видиме уште деноиве. Не сме уште вака ажурни народот, ама знаеш се чекаме времето. И така, инаку донираме, колку можеме сите донираме. Би им порачал на македонците да се обединат и да пружат рака за сите. Знам дека се хумани. Така. Повише. Толку може кој човек толку. И кавадарчани активно се вклучија во акцијата за собирање на вода, хигиенски средства и конзервирана храна. Активни денес и Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Ние како Унија на жени кавадарци се приклучивме на таа голема акција. Вчера имавме донација од над 500 литра вода, над 50 пакети средства за хигиена, облека и конзервирана храна за настраданите. Исто така и денес, како Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ, го поддржавме овој хуманитарен штанд Кавадарци донира, значи во склоп на организиран од општина Кавадарци. Најавено е акцијата за собирање на хуманитарна помош да продолжи и во наредните денови. И покрај индивидуалните донации од граѓани, во акциите за собирање на хуманитарна помош се вклучуваат и компаниите. Тинекс е една од првите компании која што вчера донираше 24.000 литри вода. Од компанијата најавуваат дека и понатаму остануваат со подадена рака за настраданите од поплавите, а настраданите ја добија и помошта која што вчера и денес ја испратија Кожувчанка и Изворска. Деветмина граѓани од Велес, членови на Црвениот крст и Вардарската регата вчера заминаа да пружат помош на семејствата кои настрадаа во невремето. Тие велат дека материјалната штета која е направена од елементарната непогода е преголема. Поплавени домови, подруми, дворови, кал, однесени автомобили, тажни и загрижени лица. Ова била вчерашната гледка во местноста економија во Скопје, велат деветмината граѓани од Велес, кои вчера заминаа да пружат помош на семејствата кои настрадаа во невремето. Велат во координација со општина Велес и секако општина Газибаба со себе понеле опрема со која интервенирале на лице место. Разееме пумпи за исцрпување на вода, носевме чамец, носевме опрема, односно опрема со која што можеме полесно да ги извадиме работите што беа под водата, заглавени. Состојбата во општината кај што бевме, односно ние бевме во населеното место економија, е доста критична и опасна. Членовите на Црвениот крст кои беа таму велат дека материјалната штета која е направена од елементарната непогода е голема. Според она што тие имаа можност да видат, сепак потребен е поголем број доброволци кои би им помогнале на семејствата во расчистување на своите домови. Секоја помош е добродојдена за вакви ситуации, вакви незгоди што се случуваат во Македонија. Сепак сите сме луѓе и треба да си помогнеме еден на друг. Ние како организација Дружение на Црвен крст одма реагиравме со одредени членови, заминавме за Скопје, да најпрво да отидеме да видиме дали има некакви жртви, да помогнеме во тој контекст, но потоа помогнавме и во случај на расчистување на водата, како и на материјалните работи што беа таму веќе уништени. Се обидувавме да ја испумпаме водата од домовите на дел од семејствата, велат момците, но сепак доколку е поголем бројот на доброволци, работите би се одвивале побрзо и поекспедитивно. Напоменаа доколку се уште има потреба, повторно би заминале и би пружиле помош. Најнормално, бидејќи за ваква ситуација потребна е сечија помош. Секој доброволец добро би дошол и што повеќе тоа е подобро, бидејќи подобро би се распределиле на теренот, подобро би
подобро и побрзо би делувале и сето тоа би се одвивало поефикасно и поефективно. Инаку општина Велес организира бесплатен превоз за сите оние лица кои сакаат да се вклучат и помогнат при расчистувањето на теренот во скопските општини погодени од поплавата. Две лица се повредени во сообраќајка која што се случила на магистралниот пат А1 Прилеп Градско во близина на местото викано Рајачка спирка. Во сообраќајната несреќа учествувале 3 патнички автомобила: марка Volkswagen Golf со регистарски ознаки од Пробиштип, марка Toyota со регистарски ознаки од Неготино и марка Renault со скопски регистарски ознаки. Деталите за оваа сообраќајка ги има колешката Валентина Михајловска. Две лица се повредени во сообраќајна несреќа која се случила утрово во 7 часот и 30 минути на магистралниот пат А1 Прилеп Градско во близина на местото викано Радечка спирка. Во сообраќајната несреќа учествувале 3 патнички автомобила: марка Volkswagen Golf со регистарски ознаки од Пробиштип, марка Toyota со регистарски ознаки од Неготино и марка Renault со скопски регистарски ознаки. Во несреќата две лица се здобила со повреди, односно сопатник од патничкиот автомобил Toyota, жена на возраст од 46 години. Исто така со повреди се здобил и сопатник од патничкиот автомобил Renault, исто така жена на возраст од 33 години, и двете се пренесени во општа болница Кавадарци, каде што се и задржани на лекување. Поради сообраќајната несреќа, сообраќајот на овој дел од патот речиси 2 часа целосно беше во прекин. Статистичките податоци говорат дека само во првата половина на оваа година на подрачјето на СВР Велес случајни се 315 сообраќајни незгоди, а при тоа загинале 4 лица. Алармантно е да споменеме дека во месец јули 2016 година на подрачјето на секторот за внатрешни работи Велес случајни се сообраќајни несреќи во кои дури 6 лица го загубиле животот. СВР Велес упатува апел до сите возачи и учесници во сообраќајот да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација. Лицата кои подолг период управуваат со возило се препорачува почесто да прават паузи и да не консумираат алкохолни пијалоци. Христијанскиот празник Лет на Света Петка денеска верниците од општина Демиркапија го прославија организирано кај изградената чешма Света Петка, што се наоѓа на околу 4 километри од градот во близина на местноста Горна Ергела. Верниците овој празник го прославија во црквата Света Богородица, кој палеа свеќи за здравје и среќа пред иконата на светицата Света Петка, а исто така и се напие и од водата која се смета дека е лековита. Празникот Лет на Света Петка го прославија православните христијани од Демиркапија во природа кај изградената чешма Света Петка, што се наоѓа на оддалеченост од 4 километри од градот, а во непосредна близина на местноста Горна Ергела. Верниците овој празник го прославија во црквата Света Богородица, кои палеа свеќи за здравје и среќа пред иконата на светицата Света Петка, а исто така се напија и од водата која се смета дека е лековита. Традиционално беа отпеени погачите со паричка од ланските кумови, а по овој чин следуваше и кршењето на погачите и пријавувањето на новите кумови. На овој чин присуствуваа и голем број верници не само од Демиркапија, туку и од Неготино, Градско и Струмица. Меѓу бројните верници присуствуваше и градоначалникот на општина Демиркапија, Трајче Димитриев, председавачот на Советот Петар Мојсов и представници од неколку јавни предпријатија од градот. Се верува дека ова свето место е посетено од многумина болни луѓе, кои својот лек го нашле токму од изградената чешма. Во организација на МПЦ по Вардарска епархија и општина Велес вечер во Велес ке почне чествувањето на заштитникот на градот Свети Пантелејмон. Со празнична вечерна богослужба со која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот по Вардарски Агатангел, вечерва започнува чествувањето на заштитникот на Велес Свети великомаченик Пантелејмон. По поклонувањето пред иконата на светителот, своје обраќање пред присутните ќе имаат градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев и митрополитот по Вардарски Агатангел.
Во 20 часот и 30 минути предвидена е уметничка програма. Актерката Весна Димитрова Бобевски ќе го изведе перформансот Звездано молитвење на Свети Пантелеимон Целебник, како и настап на камерниот црковен хор од Велес, кој го носи името на Заштитникот. Утре во 8:30 часот ќе се отслужи архиерейска божествена литургија. За Велешани, црквата Свети Пантелеимон има посебно значење. Според пишаните документи во минатото, кога во градот царувала чумата и колерата, неговите жители, подигнувајќи го овој храм, побарале од светецот Пантелеимон да ги заштити од сите зла. Тој тоа и го сторил, а Велешани во знак на благодарност светецот Пантелеимон го слават со векови. Денеска во Прилеп се одбележа 15 годишнината од загинувањето на 10 бранители на Карпалак во 2001 година. Бензините поевтинуваат за 1,5, а дизелот за 2 денари. Еве ги вестите од Македонија. Со положување цвеќе на местото од загинувањето на 10 прилепски бранители во местноста Карпалак на автопатот Тетово Скопје, денеска се одбележа 15 годишнината од нападот на армискиот конвој за време на кризата во 2001 година. На одбележувањето присуствуваа роднините и пријателите на загинатите, преживеаните од нападниот армиски конвој, делегација на владата на Македонија предводена од министерот за одбрана Зоран Јолевски, делегација од кабинетот на председателот на Македонија, предводена од бригадниот генерал Мирче Ѓорѓовски, представници на политичките партии, како и други здруженија и граѓани од Прилеп и Тетово. На 8 август 2001 година, на патот Скопје-Тетово, во близина на селото Групчин, кај местноста Карпалак, од заседа беше нападнат конвој на армијата на Република Македонија, при што загинаа 10 армиски припадници. Од ноќеска на полноќ бензините поевтинуваат за денар и пол, а дизелот за 2 денари, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 59,50 денари за литар. На Евросупер БС 98 ќе биде 61,50 денари за литар, додека дизелот ќе се продава по 46 денари за литар. Поевтинува и екстра лесното масло за домаќинство и новата цена ќе изнесува 34,50 денари, а мазутот ќе чини 21,17 денари за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена изнесуваше 41,88 долари за барел, а курсот на денарот во однос на доларот 55,68 денари. Од 1 до 7 август на телефонската линија 0215 123 или позната како Ало докторе, медицински совет побарале 1316 граѓани. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моменти на појави на различни симптоми на нарушување на здравјето. Оваа недела најмногу повици биле за покачен крвен притисок, главоболки и алергии. 25 доктори преку телефон давале здравствена помош со совети и соодветна симптоматска терапија. Телефонската линија Ало докторе функционира од 15 септември 2014 година и досега се регистрирани 106.746 повици. Над 160 пожари беснеат во Португалија. Коалицијата на џихадисти и бунтовници почнаа битка за целосно превземање на Алепо. Блог вести од светот. Повеќе од 160 пожари беснеат во Португалија, од кои 8 од нив се оквалификувани како големи. Со нив се борат повеќе од 3000 пожарникари. Пожарите кои избувнаа во петокот навечер, својата кулминација ја достигнале вчера вечер. Сообраќајот е во застој, а десетици жители и туристи се евакуирани. Во Португалија шумските пожари се вообичаена појава. Метеоролозите не навестуваат смирување на состојбите. Високи температури најавуваат и за следната седмица. Објавен е висок ризик за нови пожари за денес, како и за утрешниот ден, за голем дел од северна Португалија.
Изборот помеѓу Доналд Трамп и Хилари Клинтон е како избор меѓу колера и гонореа, изјавил основачот на Wikileaks Julian Assange преку видеолинк до учесниците на конвенцијата на Американската зелена партија во Хјустон. Тој изјавил дека честопати бил запрашуван кој председателски кандидат му се допаѓа повеќе, на што одговорил дека повеќе сака колера или гонореа. Асанж се наоѓа во амбасадата на Еквадор во Лондон од 2012-та. Тој ја критикувал и Американската федерална влада, председателот Барак Обама, поради уништување на вработените во федералните служби, од кои истекуваат некои информации. Битка за целосно преземање на Алепо најави коалицијата од джихадисти и сириски бунтовници, откако во саботата ја проби опсадата на владините сили. Прогласуваме почеток на нова фаза за ослободување на Алепо и соопштуваме дека двојно ќе го зголемиме бројот на борците кои учествуваат во таа битка, наведе во комунике коалицијата, која се нарекува Армија на освојувањето Џаиш ал-Фатах. Ние нема да ја запреме борбата се додека не го развиориме знамето на победата над Алепо, се вели во соопштението. Пред 3 недели коалицијата ја пробила опсадата која била поставена од владините сили и го презела владиниот квартал Рамуса, со што воспоставиле врска со бунтовничките квартови во источниот дел на вториот по големина град во Сирија. Башар ал-Асад, сирискиот председател, пак се обидува да воспостави целосна контрола врз Алепо. Денеска имаме променливо облачно и нестабилно време со локален пороен дожд и грмежи, а температурата ќе достигне до 34 степен. Деталите во приложение. Ви благодарам на вниманието, имате пријатна вечер со програмата на КАДА.